Денеска ми е 11-тиот ден во самоизолација. Целосна, комплетна самоизолација. На почетокот ми беше многу тешко. И така, како минуваат деновите, така почнав да се запознавам себе си и се повеќе да ја сакам природата и сватив колку всушност таа ми недостасува и колку всушност ми недостасува и луѓето. За да го пополнам времето, за да ми помине денот, смислив начини и најдов решение како да не ми биде злодевно и како да уживам и како да се запознам себе си подобро. Па, мојот ден во овие 14 дена почнува тука, на ова место. Значи, во мојот стан си најдов место кај што сум среќна и исполната и кај што сонцето може да допира до мене. Тоа е терасата. Си ја средив и си ја направив да ми биде cozy place, каде што ќе можам целосно да уживам со добра книга и кафе. Си нарачав книга онлайн и тоа е книга за уметноста на едноставното живење. Бидејќи сватив дека многу сме обкружени со работи што не ни вршат никаква работа. Многу ствари што ни влегуваат во мозокот и на човек, па решив да почнам да живеам поинаку. Па еве, можеби овие 100 секојдневни вежби од јапонски зен монах за животот исполнет со мир и радост, ќе ми донесат мир и радост во овие 11 денови. Значи, прво нешто што ви советувам е да читате, да пиете кафе и да си најдете некое добро место во својот дом. Тоа што седите дома и што сте во комплетна изолација, не значи дека не треба да изгледате убаво. Јас 10 дена буквално не се средував и не мислев на себе си. Значи, станував во пижами и легнував во истите пижами навечер, ќе облечав некој баде мантил така од тек на денот, колку да сменам нешто ако ми застуди или некој джемпер, и ќе се протнев под тебе и ќе гледав телевизија. И денеска го почнав денот поинаку. Значи, ги извадив шминките и решив дека денеска ќе се чувствувам убаво за мене и ќе направам денот да ми биде нормален колку што може, така што се нашминкав, ставив крминче, се истедив портапел и почнав да си размислувам многу работи и тоа што се научив од овие 10 дена. Значи, грижете се повеќе за себе. Исто така, си купив светички, бидејќи открив дека туширањето со изгасено светло, топла вода и свеќи смирува и навистина е така, пробајте. И почнав да вежбам јога, зашто јогата навистина ме смирува и секогаш кога сум била во стресни ситуации сум вежбала јога и почнав да го практикувам тоа сама и да го правам тоа сама дома. Инсталирав една многу добра апликација, 30 Days Yoga Challenge, и наредните 30 денови планирам да вежбам секој ден, зашто се чувствувам дека правам нешто корисно. Всушност, што не убива во карантинот? Не убива немоќта, зашто мислиме дека сме немоćни да смениме нешто, не убива тоа што не знаеме што да правиме со нашето време и мислите што ни идат во глава. Значи, мислам дека треба да се ослободиме од мислите и да се фокусираме над внатре. Така што пробајте да вежбате јога, мислам дека супер ќе ви биде. И пуштете ја вашата омилена песна и пејте, и играјте, и правете се она што не сте правеле до сега. Дома сте, можете да правите се што сакате. Например, земам некоја крема за раце и добро, тешко на тие што живеат со мене, ама и ќе видите колку ќе се чувствувате подобро. Уживајте во вашите денови на изолација и карантин и се надеваме дека ова брзо ќе помине. Се гледаме, дечки! To the end of life.